Советот на општина Куманово едногласно со 32 гласа за донесе одлука за субвенционирање на општинскиот линиски превоз на патници на подрачјето на општина Куманово. Целта е на граѓаните да им се помогне во економско-енергетската криза, да се намали метежот во централното подрачје и загадувањето, но и да се стимулираат кумановци да користат јавен превоз. Куманово е првата општина во земјава која обезбедува бесплатен превоз за граѓаните. Градоначалникот Димитриевски се надева дека оваа мерка ќе придонеси за справување со проблемот со дивите таксисти превозници. Куманово има намера да субвенционира бесплатен превоз на патници во периодот на енергетската криза. И тоа е првичната идеја и иницијатива за една ваква одлука. Зошто? Бидејќи во овие тешки социоекономски моменти, без разлика што која и телевизија да ја пуштите, ќе слушнете дека секој нешто субвенционира и помага, но на крајот граѓаните сето тоа го плаќат. И за прв пат, ако се донесе една ваква одлука, граѓаните ќе имаат навистина нешто 100% бесплатно, кое што ќе функционира согласно оваа одлука следните 6 месеци, а ќе биде платено од буџетот на општина Куманово во износ од 30 милиони денари. Претходно спроведената анкета покажа дека 80% од граѓаните се за воведување бесплатен градски автобуски превоз. Верувам дека сите оние придобивки кои што денеска само ги предпоставуваме ќе бидат и реални и оправдани и видливи за некој месец. Верувам дека она што го предпоставуваме дека ќе им значи на граѓаните во овој период на економска и енергетска криза, дека токму носењето на една ваква одлука ќе значи и ќе биде помош на граѓаните во надминување на таа криза со сериозни заштеди во семејниот буџет. Верувам и дека ќе имаме намалување на сообраќајниот метеж во дел, ќе имаме и ублажување на загадувањето на воздухот и ублажување на проблемот со паркирањето во централното градско подрачје. Она на што ние остануваме и понатаму посветени и она на што ние инсистираме по донесување нова одлука дека треба да биде фокус на сите нас, е возниот ред да биде соодветно прилагоден на потребите на граѓаните, во однос на број на тргнувања, во однос на термини, со можност на флексибилност на нивното понатамошно прилагодување, доколку корисниците тоа го барат и доколку нашите сограѓани укажуваат на истото. Сметаме дека треба да има и да постои максимална достапност на информации, видно на многу повеќе локации да бидат објавени возните редови, да имаат контакт со диспечерски центар за евентуални поплаки и забелешки и на тие поплаки и забелешки да се реагира брзо и соодветно. За поздрав е идејата на градоначалникот за донесување на ваква одлука по пат на консензус во кој ќе бидат вклучени сите политички субјекти, односно носителите на најголемите политички субјекти во Советот. Точно имавме две координации, бевме запознаени и со причините за ваква една одлука и со можните последици, бидејќи како што кажав еден претходен дискутант овде, дека има и доза на непознатост, односно не можеме да предвидиме се во тој дел и во тој контекст. Вака на прва, кога ќе се погледнат средствата, изгледа дека се многу и се многу, поготово во време во оваа година, календарска што ни предстои 2023 година. Меѓутоа, кога ќе ги прашате превозниците, кога ќе разговарате со постручните луѓе, кои што се во таа фела, ќе сватите дека и со зголемувањето и на цените на горивото, на нафтата, ова и не се многу големи средства во дел на обезбедување на една ваква одлука.
Според анкетата, јавен превоз во Куманово користат речиси 44% од граѓаните, кои ги оцениле со тројка вршителите на јавниот превоз во градот. Анкетата беше направена на репрезентативен примерок од 1018 испитаници на територијата на општина Куманово.